Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во уште едно интервју, овој пат со Деленскиот наставник Гоце Бомбаровски. Добар ден. Добар ден, благодарам што сте гости во мојата училница. Ние благодариме што не примивте и ни дадовте можност да осетиме од ова убавина одека и да се подсетиме на школските денови кои беа многу одамна и овие мали клупи кои што се исклучително сладки сега веќе од оваа гледна точка. Наставниче, сакам да го почнеме разговорот затоа што го снимаме онака на ден пред 24 мај. Да ни кажете како го одбележуваме оваа година, кои се плановите, особено за вашето училиште Почорацин, и нешто повеќе за овој празник кој што не научил на некои работи кои што се помалку се практикуваат, тоа се читањето. Прекрасен празник имаме во најава, 24 мај, празникот на сесловенските просветители Кирил и Методи. Ние се повикуваме на нив и постојано сме оние кои што во своите очи ги гледаме овие наши просветители, но дали тоа го практикуваме и дали тоа навистина е онака како што треба да биде, тоа е веќе знак прашалник и сите треба да се запрашаме дали овие наши овие наши просветители, овие наши водачи во просветната фела сме достојни да ги спомнуваме како наставници. Или дали сме стигнати дека ни требаат некои нови? Да се повикаме на нив и да изградиме врз нивните темели, да изградиме уште повеќе нешто. А она кое што сакам јас да го споделам и да го кажам во делот на овој наш прекрасен празник е дека мораме да ги почитуваме нивните корени, мораме да се почитуваме себе и од нив да тргнеме понатаму. Можеби ни требаат Кирил и Методи од современото време, тоа е неизбежно, затоа што гледаме што ни се случува наоколу нас, но и да се вратиме на почетоците и на корените, не само во делот на воспитно-образовниот процес, туку и во делот на семејното окружување. Она кое што е матрицата, почетокот на секој воспитен процес. Вие сте, како што ми кажавте, основачот на Младинскиот совет Прилеп. Може да ни кажете малку повеќе околу тоа, да не задираме како во почетокот на образовниот процес како фундаментот семејството. Ајде малку да го скокнеме затоа што вие сте дел од образовниот, официјалниот образовен процес кој што го добиваат децата, али веќе вие формирате едно тело кое што, како кажувате, вие сте само линкот меѓу младите и општината и вие сте го формирале тоа тело. Што работи тоа тело, која беше идејата и кои се следните чекори? Благодарам. Како што спомнавте, јас сум службеник за млади во општина Прилеп. Да, линкот помеѓу младите од општина Прилеп и самата локална самоуправа. На таа функција сум од март 2022 година. И во овој изминат период успешно е формиран Младинскиот совет на општина Прилеп. Поминате ни сите фази кои што ги тангира и ги пропишува Законот за млади и младинско учество. Број 9 членови и тука е застаната приказната со Младинскиот совет, што значи дека функционирањето на Младинскиот совет останува само по себе и тие 9 членови кои што се избрани по пат на јавен повик, функционираат меѓу себе и се дел како советодавно тело на Советот на општина Прилеп. Линкот помеѓу младите, поврзано тесно со локалниот младински совет, со општината, буквално треба да оди преку мене како службеник за млади, со тоа што барам и апелирам младите да бидат поактивни и да не се срамат од своите барања. Буквално треба тие барањата да ги преточуваат во Советот на општина преку Советот за млади. Сега природно идеме до едно прашање за да младите би можеле да ги артикулираат своите потреби и барања до општината. Треба да градиме или ние воопшто како
општество, нормално тука спаѓаат и училиштата, образовниот процес треба да гради едни личности кои што знаат да поставуваат прашања, да се бунат и да ги артикулираат своите ставови. Според вас, овој наш образовен систем, таков каков што е, дали создава такви личности кои што знаат да си ги артикулираат ставовите, да си побараат тоа што им следува, па и на крајот на краиштата да го формулирам така, дали имаме младина која што е бунтовна или е младина која што е покорна? Ова ми е омилена тема. Благодарам што вака убаво прашање, односно неколку гердан од прашања поставивте. Ќе се вратам повторно во семејството, затоа што образованието и воспитувањето доаѓа од семејството. Иако во семејството почнуваме да им служиме на нашите деца, јас често пати знам да кажам дека сме уникатна генерација која што им беше послушна на нашите родители, последна од тие генерации и прва генерација што им е послушна на своите деца. Согласен 100% со констатацијата. Ако почнеме ние од семејството и ако се што како проблеми им се јавува на децата го решаваме ние родителите и тие почнуваат да се чувствуваат комотно и во таа комфортна зона и децата уште од мали нозе очекуваат и добиваат од родителите се, тоа се пресликува во училиштето. Учениците се во таква позиција да само добиваат, а да не даваат ништо. И тоа се пресликува понатаму и кај младите кои што очекуваат некој да им даде нешто, без да побараат. Растат со права, обврскиве некаде под тепик. Обврски никаде, постојано само правата ги спомнуваме колку многу права добиваат, но за жал секое право си е врзано со соодветна обврска, но никој не ги спомнува обврските. И за жал ние создаваме, креираме младина која што чека другите да направат нешто за неа. И доаѓаме до она прашање кое што вие го начнавте и го спомнавте на почетокот. Дали создаваме проактивна младина? За жал не создаваме. Ние создаваме младина која што чека некој друг за неа да направи. И затоа оној дел кој го спомнав, младинскиот совет, и оној кој што треба да го прават младите, да бараат, да бидат желни, да побараат, го немаме. Очекуваат некој друг тоа да го направи за нив. Никој не може да го направи за вас тоа што вас ви треба. Може би јас на мои 44 години не знам што им треба на младите од 15-16 години. Може би не знам што им треба на младите од 30 години. Но добро е да ги слушнам, па може би таа нивна идеја, искра, ќе ја преточим во интересна работа и нешто кое што навистина е потребно не само во нашиот град, туку во нашата држава. Пред да почнеме да снимаме, баш го спомнавме тоа дека не треба да ги тераме децата да учат факти кои што или не знам бројки, букви кои што ќе ги рецитираат на табла и така натаму. Треба да ги учиме да научат да учат. Јас сакам ученици кои што додека трае часот ме прекинуваат за да дополнат нешто или да прашаат нешто. Тоа ми кажува дека тие се присутни, тие следат што се случува на часот, се заинтересирани, па дури и кога некогаш јас ќе погрешам, а нели човечки да се греши, но треба да знаеме во кој дел како да ја коригираме грешката. Да ме коригираат тие и мене ми е посебно драго ако мој ученик забележи дека нешто што се работи не е онака како што тој го замислува. Можеби погрешна е неговата перцепција, но тоа значи дека тој ме следи и е активен на час. Што правиме со учениците само што пишуваат и се заминуваат дома. Тоа навистина е проблем со кој што се соочуваме сите. Не само основното образование, тоа се преточува во средното образование и за жал и во високообразовните институции. На крај добиваме и такви професионалци кои што многу тешко после се развиваат, се пренасочуваат или на крајот на криштата се отворени за сме во главно општество кое што тешко се отвора кон нова технологија за си го подобри и олесни работењето, а не пак нешто повеќе. Апсолутно. Сметајте дека ние години наназад креираме такви личности. Сега веќе имаме и колеги кои што поминале ни цел тој процес. И тоа навистина е тешко. Навистина е тешко оној кој што нема манири да предава и да кажува за добри манири.
Сега за крај сакам само да го завршиме овој разговор со статусот на кој што налетав, мора да ќе спомниме технологијата, социјалните мрежи во овој разговор, али е во добра насока. Според вас, според тој статус, бевте револтирани од тоа што родителите им бараат готови лектири тоест раскажани на своите деца, кое што е страшно. Али можете, конкретното прашање ми е според вас процентуално колку се дечињата кои што навистина читаат, ако и оние кои што не читаат? Повторно се враќаме во семејството. Тоа е тесно поврзано. Ако дома имате родител кој што чита, многу лесно родителот е пример. Ние родителите сме пример за нашите деца. Децата прават тоа што гледаат. Не можете да му забраните на детето да држи мобилен, а вие по цел ден сте со мобилниот. Или да го натерате детето да јади здрава храна и да спортува, а вие сте со пици, со цигара, со алкохол. Знаете како, децата не ве слушаат што зборувате. Тие гледаат што правите. Да го завршиме вака момент. Децата не ве слушаат што зборувате. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Бидете добар пример за вашите деца. Не можете да очекувате детето да оди да спортува, вие денес со делинското цел ден сте врака пред телевизор. И на крајот, не можете да барате детето да ве почитува ако вие не ги почитувате вашите родители. Секоја генерација расте врз рамениците на претходната генерација. Наставниче, ви благодарам за разговор. Ви благодарам и јас. Мило ми е. Се надевам дека убаво се чувствувате во мојата училница. Мене ми беше супер, преубав разговор, се надевам дека ви имате истото чувство. Одлично. Ви благодарам и ви поканувам повторно да дојдете. Почитувани гледачи, за малку ќе ни упаднеше некој учениче, ама завршуваме на време пред да почне втора смена. Се гледаме во следно интервју.